Hi dear students, let's start today's English lesson by revising what we learned last time. Ке го почнеме денес часот по англиски јазик со повторување на она што го учевме минатиот пат, кратко повторување. Ја спомнавме the English alphabet или англиската азбука и рековме the English alphabet has got 26 letters. Зборот letter означуваше буква, но исто така и зборот letter или letter има и значење писмо, што го испраќаме по пошта. Така што може да размислите дома која е поврзаноста помеѓу letter со значење буква и letter со значење писмо, дали има некаква поврзаност. Мислам дека лесно ќе го пронајдете одговорот на тоа прашање, чисто за размислување. Хајде сега еднаш заедно да си ја кажеме азбуката од A до Z, па ќе кажеме и нешто што треба да го запомниме, односно да го имаме на ум секогаш кога зборуваме за азбуката. Let's do it together. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. И сега, азбуката, односно the English alphabet, некогаш може да ја сретнете и именувана во друга форма, односно со друг збор. Ако ја прочитаме реченицата долу, the English alphabet is also called the ABC. Англиската азбука исто така се вика и the ABC. Очигледно зошто? Затоа што започнува на првите три букви A, B, C, па од тука доаѓа и зборот the ABC, што означува англиска азбука. Освен азбуката што ни е потребна нели за да формираме зборови, па од нив реченици, па од нив текстови и така натаму, азбуката, особено на ова ниво, значи изучување на јазикот, ни е потребна за да научиме како правилно да спелуваме, односно на англиски да научиме spelling, кој што ќе го вежбаме и понатаму, значи и во четврто одделение. Spelling е всушност кажување на буква, на секоја буква, на името на секоја буква во одреден збор. Е сега тука нормално зборовите што ни се дадени, овие се само чисто како пример, или може да биде кој да е збор. Всушност, секој збор е напишан од букви, но тие се во измешан редослед. Ако ние ги знаеме горните букви да ги кажуваме од A до Z по ред, но ако знаеме да ги кажуваме како се викаат и во измешан редослед, тогаш ќе немаме проблем и со спелување. Но спелувањето се вежба, значи често, за да не ги забораваме како се викаат сите букви. Еве ќе кажеме неколку зборови како пример се дадени тука, да ги прочитаме прво. Learn, play, swim, eat, happen. Или учи, игра, може да значи и свири на некој музички инструмент, swim, плива, јаде, happen, нешто да се случи. Е сега, што е всушност спелувањето? Тоа е буква по буква кажување на името на буквата всушност. Па одиме. Learn. L-E-A-R-N. Можете и вие заедно со мене да се обидувате или пак слушнете го зборот, па потоа повторете си го спелувањето. Ајде да видиме за play. P-L-A-Y. Често оваа буква Y можеме да ја помешаме со U, така да внимаваме, значи да не ја изговараме U. Ајде swim. S. S често може да ја помешаме со C, да внимаваме. S. W-I-M. I често може да ја помешаме со буквата E. Ова е I, ова е E. E-A-T. Eat. И во зборот happen забележуваме дека на средина имаме две исти идентични букви, една до друга, ги викаме дуплирани или удвоени букви, така што кога ќе стигнеме до нив, спелуваме значи H, A, може да кажеме P, P, E, N, но исто така има и опција да се каже H, A,
double P и N. Кога ќе го кажеме зборот double, означуваме дека таа буква следна што ќе ја кажеме double P, double O, зависи која и да е, се наоѓа два пати едно до друго во зборот, значи двете букви се удвоени, односно дуплирани. Кога ја знаеме азбуката, можеме да го спелуваме кој и да е збор на светот што постои. Така што можеме да отвориме која и да е книга, си спелуваме, секако на интернет можеме исто да го направиме, секаде каде што имаме зборови околу нас, можеме да вежбаме spelling. Okay, so let's look at the page Learn English Kids. Значи, често оваа страница ја гледаме затоа што е конкретно наменета за ваше ниво, каде што има најразлични корисни активности за англиски јазик. Значи, таа е целосната страница се вика British Council Learn English Kids. Кога ќе кликнете на неа, значи, претходно одиме во Google, го пишуваме Learn English Kids и сега ова ни е делчето за пребарување. Тука можеме да си напишеме разни теми што сакаме да ни се прикажат како вежби. Па учиме за the alphabet и сега сакам да најдам песничка, па ќе напишам the alphabet, ево и веќе сум напишала јас овде, the alphabet song. Кога ќе го напишете ова, значи ќе си кликнете на пребарувачот. И сега веднаш ни е дадена во првиот ред the alphabet song, таа што сакаме да ја чуеме. Еве мене веќе ми е отворена. Ајде да видиме една малку поинаква верзија на песничката за азбуката. Значи не е онаа познатата A, B, C, D, E, F, G, туку е ете во поинаков ритам. Можеме да ја слушнеме заедно. Let's listen to the alphabet song. Ајде малку само да го зголемиме. Jungle in a coconut tree. F, G, H, I, J. Do you want to come and play? K, L, M, N, O, P, Q. I will bring a friend or two. R, S, T, U, V. Zebra and a chimpanzee. XYZ, we'll play until it's time for bed. A, B, C, D, E. I'm in the jungle in a coconut tree. F, G, H, I, J. Do you want to come and play? K, L, M, N, O, P, Q. Zebra and a chimpanzee. W, X, Y, Z. We'll play until it's time for bed. I quite like this alphabet song. It has an interesting, catchy rhythm. Интересен ритам има оваа песничка, па можете да си ја слушнете и да си ја научите. Но секако, онаму каде што баравме the alphabet song, ако некој сака да ја слушне и нели онаа песничка познатата што е за азбуката, the ABC song, можете и таа да ја слушнете. Значи ево уште веднаш под неа the ABC Fruity Band ја пее познатата песна и ќе ви предложам уште една интересна активност што е доста кратка. Се вика подолу, значи од листата ABC Countdown, односно одбројување со азбуката. Кога ќе го кликнете тоа, еве каде ќе ве доведе, има една вежба каде што ни вели Can you put the letters of the alphabet in the right order? Sounds easy. You've got 30 seconds. Треба да ги подредите буквите од азбуката во правилниот редослед, иако ви звучи можеби лесно, затоа имаме 30 секунди. Ајде накратко само да видите за што се работи.
Кликаме на go. Тука ни објаснува исто дека имаме 30 секунди за да ги подредиме буквите од азбуката. Кога ќе кликнеме на start, ќе ни отпочне одбројувачот до 30 секунди доди кога ќе ја кликнам првата буква. И гледате дека буквите се измешани, па треба што е можно побрзо да ги подредам во правилен редослед. Малку ќе ја почнам јас да ја видите, па може дома некој да си ја поигра. Така натаму, што треба да видиме брзи. Пред да ни истече времето. Добро, сега ајде да се префрлиме малку во schoolwork, училиште, односно во the school notebook and write schoolwork. Поднаслов нека биде revision exercises, односно вежби за повторување. Овие вежби сега што ќе ги објасниме, значи, јас ќе ви објаснам 6 вежби од темите My Animals and My Holidays, тоа се двете последни теми. Од 6 вежби доволно е вие да одберете 3 по ваша желба, кои сакате, значи од овие сега што ќе ги објасниме и да си ги решите во училишната тетрадка. Секаде каде што има вака дадено сликички, тоа се само сега за илустрација, значи за да ги видите на кои зборови се мисли, меѓутоа вас ви е сосема доволно само одговорот да го напишете на вежбите, значи не треба ништо да се црта. Можете само да ми напишете дури number 1 и јас ке знам за која вежба е. Ајде да видиме во прва number 1, значи исто number 2, number 3, зависи која вежба. Може да одберете 1, 2 и 5, например, и тие бројчиња ќе ги напишете. Еве првата. Write the names of the animals and what they can do. Да ги напишеме имињата на животните најпрво, а потоа што знаат да прават. Нели ги учевме ние животните, како се викаат и што знаеа да прават. Имавме разни swim, fly, dance, run, climb и така натаму. А имињата на животните ги гледаме, значи кои се на сликата. Јас овдека сум дала 2 линии како пример, меѓутоа вие можете во еден ред. Значи имаме збор риба, цртичка, плива, жаба, цртичка, скока, мајмунче, цртичка, се качува. Нели ги знаеме овие? Како беа? Ако решите оваа вежба да ја одговорите, значи на тој начин. Само зборчињата се доволни. Во втората ајде да видиме. Write sentences about the animals, then write about yourself. Can or can't. Да видиме што значи тоа. Напишете реченици за животните. 2 животни ви се дадени тука. Eagle and chimp. Орел и мајмунче. И 2 глагола fly и dance. Лета и танцува. Во првиот дел, овдека за eagle, треба да напишеме дали знае да лета или да танцува. The eagle can fly, the eagle can't fly, зависи од тоа дали знае или не. Значи започнувате. На македонски ние. The eagle can fly или the eagle can't fly. Вие треба да одлучите за тоа, нели? Кога ќе ја решите таа, продолжувате во вториот дел. The eagle can dance или can't dance. Така би ги одговориле за животните речениците. Додека кога ќе дојдете, истото и за chimp, значи на истиот начин, додека кога ќе дојдете за you, за вас, започнувате со I can. Дали знаете да летате? I can fly, I can't fly, I can dance, I can't или I can't dance. Обидете се оваа едноставна вежба да ја решите. Во третата имаме активност Write the English words. Напишете ги англиските зборови за дадените сликички. Значи само доволно е зборот да се напише без да се црта ова што е дадено тука, затоа што тоа би било премногу. Имаме зборови за клоун, магионичар, циркус, момче и девојче. Сите тие ги имаме учено во текот на годината. Number 4. Write about the weather. Напиши реченица за времето. Еве по почеток имаме it's
Па празно место, today. На празното место треба да ни стои какво е времето. Сме учеле разни прилики надвор временски какви можеа да бидат. Sunny, cloudy, raining, snowing, hot, windy, cloudy, stormy и така натаму. Значи, првите две ви се дадени идентично. It's празно место today, it's празно место today. Меѓутоа 3 and 4 треба да ги пополните целосно со сите зборови што се дадени тука. Значи само одговорите на речениците без сликите да се цртаат. Number 5. Write the English words. Уште една вежба каде што имаме дадено зборови да се напишат за фармерки, јакна, спортска јакна, пролетна, есенска јакна, значи може да биде. Недебелата coat, значи другиот збор. Остров, здолниште и чевли. И во шестата вежба вели complete the sentences about the children's clothes. Имате дадено две дечиња кои што се облечени во облека, нели како што гледаме тука, меѓутоа нивната облека не е избоена намерно за да можете вие при описот на момчето на пример започнувате he is wearing, како што го правевте тоа пред некое време, значи во една од вежбите. He is wearing и сега гледаме има мајца со кратки ракави, панталони или фармерки може да бидат и чевли. Девојчето од друга страна носи мајчка со кратки ракави, некој вид на елече без ракави. Подоздоле ви го напишав зборот, ви малку да го зголемам. Вест се вика елек без ракави. Таа носи здолниште, исто така чорапчиња и чевлички. И сега, например, ако почнете за момчето he is wearing a t-shirt, пред t-shirt ќе ја ставиме бојата на мајицата, меѓутоа таа нека биде по ваша желба. Затоа значи не се избоени за вие да ставите бои по ваша желба. Ако ја ставате бојата orange за нешто што е во еднина, пред него, пред orange ќе ставите an. Например, he is wearing an orange t-shirt. А и an нема да ги употребуваме за работи кои што ни се во множина. За jeans нема да имаме a или an. За shoes нема да имаме. За socks нема да имаме. Затоа што тие се во множина. Одберете вие, значи, вежба по ваш избор. Рековме 3 се доволни. И така може да го повторите оно што сме го учеле претходно. I hope you have a good time doing the exercises, and I'll talk to you next time. So thank you very much for watching this video, and have a nice time learning English. Bye!